Активистите против рудниците на југоистокот најавија протести на почетокот на јуни доколку владата не го раскине договорот со концесионерот Евромакс Ресурсис за рудникот Иловица. Според нив не е доволно само тоа што концесионерот најавува дека нема да употребува цијанид, туку користењето на цела друга палета киселини и како што велат отровни материи. Овие игри мора да престанат, нашиот отпор никогаш нема да престане, се додека не се затвори рудникот, односно се додека не се прекине договорот и да им се одземе концесијата на Евромакс. Така да, нашиот револтот на народот почнува веќе да се покажува и по социјалните мрежи доста, но каде и да е, најверојатно на почетокот на јуни ќе излеземе на улица и ќе го покажеме нашиот став кон сите релевантни институции кои треба да изреагираат и не им е лесно, ние не ги жалиме, едноставно не оставија во позиција да ние да бидеме овци, а тие волци со оружје, со многу пари, гладни за уште повеќе пари, без разлика на штетата што ќе ја нанесат. И тука е мигот зашто сме сега овде, а нивниот потек да во последен момент го откажуваат ова состанчење, каде што требаше нивните аргументи да бидат изнесени, а и ние нашите ставови да ги изнесеме, ова е фактот кој не знам зашто уште повеќе би требало. Со образложение дека ние немаме ништо да криеме и ние немаме што тајно да зборуваме со нив, тука едноставно сакаме веќе конечно после година и пол време да седнеме со нив на една маса и едноставно да ги вкрстиме копијата. Ние, активистите и граѓаните кои што живееме овде и сме стопанот на оваа земја, да ги посочиме нашите аргументи, тие да ги посочат нивните аргументи. Активистите подготвуваат и кривични пријави за концесионерот, зашто како што рекоа имаат докази дека повеќе точки од договорот не биле испочитувани. Мене најмногу ме интересира како се сетија Евромакс да престанат со користење на цијанид. И во исто време не смеем да заборавиме дека не се откажуваат ниту од неколку илјадниците тони сулфурна киселина, солна киселина, не кажуваат каде ќе оди арсенот, стронциумот кој што го содржа во карпите, кои со секојдневните минирања ќе оди во воздухот. Не сака да кажат ни збор два за стабилноста на највисоката брана за хидројаловиште во светот. Тоа е брана од висина на круна од 276 метри, лоцирана само 40 км воздушна линија од Кресна, каде што во 1908 година измерен највисокиот земјотрес во Европа, 7,8 рихтери. Се собраа денеска на, како што рекоа, средба со Евромакс, која според нив била откажана во последен момент. Од Евромакс Ресурсис излегува со писмен став дека одржуваат редовни работни средби со различни заинтересирани страни кои според нив се одвиваат тековно. Како и со сите други заинтересирани страни, така и со невладините организации отворени сме за средба, но на наше жалење тие досега не прифатија средба со нас, ниту побараа увид во документацијата за да можат да ги изградат своите ставови на факти, а не на претпоставки. Како компанија остануваме и понатаму отворени за диалог со сите заинтересирани страни, стои во писмениот став. Според Евромакс Ресурсис, проектот се реализира согласно највисоките стандарди на македонското и европското законодавство и затоа според нив потребно е точно информирање базирано на факти кој е од интерес за сите за да може да се донесат правилни заклучоци. Компанијата ги има доставено сите неопходни документи што произлегуваат од концесијата кои можеа да се достават имајќи предвид дека одредени процеси доцнеа поради политичката криза во Македонија и ограничената моќ на одлучување на техничката влада која беше поставена поради Државната комисија за борба против корупција. Евромакс Ресурсис во писмениот став велат дека во однос на користењето на цијанид, Евромакс одлучи да не го користи во процесот на преработка на рудата во рамки на овој проект. Компанијата нема да го менува основниот начин на преработка, а тоа е производство на концентрат за извоз преку процес на флотација. Инаку премиерот Заев неудамна изјави дека до крај на мај ќе завршат анализите на надворешни експерти за евентуално правни прекршувања во процедурата за експропријација, што би довело до раскинување на договорот за концесија.